Денеска при влезот во Министерството за здравство непознато лице со неколку истрели од огнено оружје се обидело да го убие досегашниот министер за здравство и висок функционер на ВМРО ДПМН Никола Тодоров. Тодоров е надвор од животна опасност, а лицето што пукало во него е фатено. ТВ21 објави видео на кое се гледа како неколкумина совладуваат лице пред влезот на Министерството за здравство, за кое се вели дека е напаѓачот. Од МВР потврдуваат дека бил нападнат поранешниот министер за здравство Никола Тодоров и дека напаѓачот е однесен во полициска станица. Полицијата работи на расчистување на случајот и повеќе информации најавија за подоцна во текот на денот. За сега нема повеќе детали за инцидентот. Во 12:30 требаше да се изврши примопредавањето на министерската функција. Собранието на Република Македонија пред полнок со 62 гласа за, 44 против и 5 воздржани ја избра новата влада. Владиниот кабинет на премиерот Зоран Заев ќе има 25 министри. Премиерот Заев во првата изјава по неговиот избор изрази убедување дека партиите ќе соработуваат во интерес на сите граѓани, а новата влада има потреба од поддршка од опозицијата. Имавме 2 дена плодна дебата. На крајот завршивме согласење, но можем да кажам дека целата дебата беше со позитивни подстрекции. Јас сум убеден дека сите заедно ќе соработуваме за она кое што е интерес на сите граѓани и на нашата земја. Новото владеачко мнозинство, новата влада има потреба од поддршка дори од опозицијата, заради тоа што следуваат сериозни процеси на реформи, кои што треба да го унапредат севкупниот квалитет на живот за сите граѓани на нашата земја. Следува реформа на парламентот, на тајните служби во државата, на медиумскиот простор, на државните институции. Македонија има потреба од сплотеност и единство и заедничко делување во еден брз реформски процес што ќе испорача добар квалитет, рече премиерот Заев. Ден порано да ги завршиме таквите реформи, ден подобро за сите во нашата земја, а така и за нас политичарите. Се надевам дека ќе бидам доволно флексибилен и со разбирање за идната опозиција, заради тоа што навистина Македонија има потреба од сплотеност и единство. За разговорите со Грција за уставното име и надворешната политика, новиот премиер рече дека ќе води политики на зближување, а не на оддалечување. Ќе работам совесно и одговорно. Ќе го почитувам уставот и законите. За мене оваа влада е влада за спас на Македонија, изјави новиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Најави дека ќе работи на пријателства, на добри односи со сите соседи, при тоа како што кажа, грижејќи се за интересите на Република Македонија. Ќе работам да ги убедам и Европската унија и НАТО дека вратите треба да ги отворат, рече Димитров. По изборот на новата влада, ова, додаде тој, е шанса и за регионот, меѓутоа и за самата Европа. Ова треба да се искористи. Одговарајќи на новинарски прашања во врска со спорот за името, Димитров кажа дека тој ќе биде надминат со, како што кажа, правење пријатели, а не со губење пријатели и не со давање дополнителни аргументи и олеснување на блокадата. Заедно со опозицијата да го извлечеме прашањето на името од политичката битка, да изградиме консензус и тогаш кога ќе има пристојно решение, сите заедно да излезат и да кажат на граѓаните: еве што можевме да испреговараме и сите заедно да застанат за тоа решение. Името не може да биде предмет на партиско-политичка битка, ако сакаме тоа прашање да се затвори вистински. Најави дека во интерес на добрососедските односи, неговите први билатерални посети ќе бидат главно во регионот, и тоа таму каде што Македонија има проблеми. Таму сакам додам прво да кажам дека Македонија има ново лице, дека сакам да воспоставиме нови односи. Не е добро тие нови односи да почнуваат со големи скандали, рече Димитров. Шефот на грчката дипломатија, Никос Кодзијас, вчера најави дека по изборот на новата влада ќе го покани во Атина министерот за надворешни работи, Никола Димитров, за да се најде соработка меѓу двете земји, но и да се најде решение за билатералните проблеми. Тој истакна дека е потребно да се најде решение за името, за да се олесни перспективата на Македонија. За нашиот северен сосед, како што велам, некогаш на шега, е важна унитарноста, интегритетот и стабилноста. И сите соседни држави треба да придонесат да се обезбеди подобро иднина за самата држава. Нашиот став, со кој не се согласуваат сите, е дека решението на спорот за името на креативен и на демократски начин ќе придонеси, ќе олесни идната перспектива на оваа држава, рече Кодзијас.
високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини и еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан во заедничко соопштение го поздравија изборот на новата македонска влада. Во исто време Могерини и Хан порачаа дека очекуваат владата на премиерот Зоран Заев и опозицијата да изготват заедничка програма за реформска агенда која ќе биде од корист за Република Македонија. Европската унија е подготвена да ја поддржи работата што новата влада, како и опозицијата ќе ја прават за конструктивно да се имплементираат сите делови од договорот Пржино и итните реформски приоритети. Очекуваме сите парламентарни партии да ги стават нивните поделби настрана во моментов и од почеток да работат заеднички на доставување на заедничка реформска агенда која ќе биде од корист на земјата во целост. Ова е исто така од суштинско значење за да се врати земјата на својот пат кон европската интеграција, процес кој граѓаните јасно го сакаат и го заслужуваат, се вели во соопштението на високата европска двојка. Американскиот Стейт Департмент во соопштението пишува дека како пријател и партнер на Македонија, Соединетите американски држави ќе соработуваат со новата влада и во нејзината работа кон исполнување на евроатлантските аспирации со имплементирање на итните реформи, засилување на владењето на правото, независноста на судството, слободата на медиумите и одговорноста на владата. Председателот на САД Доналд Трамп денеска објави дали навистина ќе се повлече од Парискиот договор за борбата против климатските промени. Медиумите пренесуваат дека најверојатно САД ќе се повлече од тој договор. Представници на Белата куќа велат дека одлуката се уште не е конечна. Тимот на Трамп разгледува две опции: формално повлекување од Парискиот договор, што би можело да трае 3 години, и можност за излегување од рамковната конвенција на Обединетите нации во климатските промени, на кои се заснова и Парискиот документ. Трамп предходно проблемот за глобалното загревање го нарече измама, одби да учествува во договорот за климатските промени на самитот Г7 лидери на најразвиените земји. Во саботата рече дека му треба повеќе време за да донесе одлука. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер го предупреди американскиот председател Доналд Трамп да не ги повлекува САД од Париската спогодба за климата. Според Јункер, американците не можат едноставно да ја напуштат спогодбата, туку за тоа би биле потребни години. Подпредседателот на руската влада Дмитрий Рогозин, генералниот секретар на Советот за безбедност на Русија Николај Патрушев и председателот на Чеченија Рамзан Кадиров се наоѓаат на листата на личности на кои им е забранет влез во Црна Гора, јавуваат црногорските медиуми. На листата на непожелни, која е формирана согласно одлуката на Европскиот совет, се наоѓаат вкупно 149 руски и украински државјани кои учествувале во или ја поддржувале агресијата во Украина и насилната анексија на Крим. Предходно беше објавено дека Русија состави листа на непожелни црногорски политичари кои се залагале за приклучување на Црна Гора кон НАТО. На листата се премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ, председателот на парламентот Иван Брајовиќ и председателот на владеачката Демократска партија на социјалистите Мило Ѓукановиќ. Европската унија треба да ги продолжи преговорите за влез со Турција, но враќањето на смртната казна несомнено ќе стави крај на процесот, изјави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Тој посочи дека во моментов е против стопирањето на преговорите со Турција. Според Јункер, европските представници треба да продолжат да се обидуваат да ја убедат Турција дека во нејзин интерес е да се реформира и да се движи кон Европската унија, наместо да ја врти грб на Европа и нејзините вредности. Ердоган минатата недела во Брисел се сретна со Јункер и со председателот на Советот на Европската унија Доналд Туск. По разговорите, турскиот председател изјави дека добил нова едногодишна програма за обновување на односите. Турција ја укина смртната казна во 2004 година во рамки на кампањата за членство во Европската унија. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган изјави дека ќе го одобри враќањето на смртната казна ако парламентот ја одобри таа мерка или ако таа е поддржана на референдум.